Добра вечер, почитувани гледачи. Гајдата е дувачки народен инструмент, карактеристичен за Балканот. Некогаш овој инструмент звучал околу нашата околина, но за жал денес се помалку младите се одлучуваат да свират на овој инструмент. Денешната сторија ја посветувам на познатиот и слободно можам да речам последниот гајдаџи од Охридскиот регион, Целе Блажевски од Белчишта. Со Чичко Целе разговаравме за тоа како почнал да свири на овој народен инструмент. Како му течел животот повеќе од 6 децении другарувајќи со овој народен инструмент. Како подоцна решил и самоуко да почне да го изработува. Зборувавме за многу настапи, фестивали, народни веселби на кои што Чичко Целе од срце свирел и му се радувал на животот. Денеска со жал констатира дека младите се срамат од овој народен инструмент. Не сакаат да свират. Тој вели дека животот во овие изминати 6 децении му бил многу весел, задоволен од тоа што како музичар го поминал. Ве поканувам во следните минути да ја проследите сторијата за Целе Блажевски, најдобриот, најпознатиот и последниот гајдаџија од Охридскиот регион. Блажевски е најпознатиот гајдаџија од Белчишта. Овој самоук музичар почнал да учи да свири на овој народен инструмент кога имал 15 години. Научив да свирам за многу кратко време, раскажува за своите почетоци Чичко Целе. Од денот кога научил да свири со гајдата, еве другарува повеќе од 6 децении. Јас започнав со гајда да свира. Татко ми беше гајдаџија и така по идеја негова почна да свира со гајда. Татко ми беше гајдаџија, а не ги изработуваше гајдите. Само свиреше. А јас кога почнав да свира, почна да ода по разни веселби. По разни концерти, по разни фестивали одев. Прво, како што реков, треба да имат љубов кон инструментот. Упорност да имат. И да имат јак слух. Јако памтење. Најважно е слухот и памтењето е. За да се научиш на инструмент. Било на кој инструмент, не само на гајдата, било на кој инструмент, мора да имаш јак слух и јако памтење. И јака желба. Само желбата се освојуват. Неговите почетоци не биле лесни со оглед на времето во кое живеел, без ТВ приемник, без радио или компјутерска техника. Но желбата да научи свирење гајда била голема. За со гајда се научиш е малку покомплициран инструмент према другите инструменти е. Ама ако има човек волја, може за кратко време се научи. Само волја и упорност. Не земја денеска посвири, остаја и некој пат. Упорно, чим свириш, чим си заинтересиран, слушаш,
други како свират, едно друго, може за кратко време се научиш. Ја додушно никого не слушав во времето, тога немаше ни телевизии, ни седина, ни касети немаше. Учевме самоуци од претходните стари што свириле пред нас, како свириле, така и ние. А сега имат разни седина, разни ова, она, ќе го земе и ќе слушат. Мој брго се научат ако имат идеја. Покрај гајдата, Целе се обидел да свири и на кларинет, но изборот паднал на уште еден народен инструмент, на тапанот. Најпрво почнал да настапува на разни свечености во Белчишта и околината, свирел и на бројни музички манифестации низ земјата. Јас сакав да свира и на кларинет. Имав жеба на кларинет да свира. Не знам по кој работе вамо таму, се откажав од кларинетот. Гајдата и тапанот ги зедов за стални инструменти. И со тапанот имам одено на разни веселби. Понапред по села се праја свадби дома, крштевки, венчавки, стројој, првичина, да не претера. Јас во времето кога одев како тапанџија, секој неделја бевна на свирење. Имав друштво имав. Имам одено и со поќе друштва јас, како тапанџија. Имам со тапанот, значи, многу одено на тапање. Имам со тапанот одено и на фестивали. Имам на ние оде фолклорно друштво Белчишта. Со тоа фолклорно друштво јас одев како тапанџија. Фолклорното друштво имаме настапувано на 4 јули во Белчишта. Имаме учествувано со фолклорното друштво бевне братимени со Ресник. Во Ресник одене таму, братимени бевне со Ресник. За знање и мање. Имаме со фолклорното друштво има водено на фестиваливе, на балкански фестивали има одено, на Илиденски денови во Битола, како тапанџија. И јас, како голема љубов што имав на тапанот, не само што оде на тапање, и се одлучив да ги изработува тапаните. И од тога е навака, и до ден денеска ги изработува и тапаните, и гајдите. Целе со гајдата и тапанот се определил да ја чува од заборав македонската музичка традиција, која полека исчезнува. Со гајдата свири изворни песни и ора кој ги научил од својот татко и по старите гајдаџии. Жали што исчезнуваат народните песни, ора и обичаи. Кај нас имаше многу работи и все знаја сега. Иначе карактеристично беше пред, да не претерано, пред 20-30 години. Сега тоа не може да се понови. На Божик, на Великден, на Сретело свиревне, по 3 дена свирија, 3 дена Великден, 3 дена Божик. Сите променати во вакви кошули, гледаш кошуливе. Женските, жените, невестите, момичките себе во кошули променати беа. Тоа беше карактеристично за Подрачево кај нас. Ние имаме посебна носија, дебрца, посебна носија се имат, пример, Охридско, Кичевско, Ресенско, Прилепско посебни. И сака да ви кажа, тоа карактеристично време немој поќе да се вратите.
Ама вие на некој начин се трудите да го држите. Значи таа традиција... Па се трудиме ние тоа да се одржи тие изворни ора, изворни песни, традиции, обичаи. Јас одам со гајдава, имам седина, може и да ви дам на Василица. Со гајда не одам. Таму свирам со гајдата и по куќе кој ќе гатаме, ја и свира и наврата кој ќе тропаме, знаеш тоа како изгледа? Ќе газдава ќе појме и ќе му гата на вратава они песни, хуморни песни. Како да отвори газдата, кој има надвор, што има, што ќе му свириме, што ќе му пееме. Има седина такви снимано, кај што да покуќи. Тие се документарни работи. Тоа немој да се понови појќе. Се труди преку звукот на гајдата, тапенот и машката народна носија од Белчишта, која ја носи на фестивалите и гостувањата, да ја зачува традицијата колку што може подолго. Со тага се навраќа на некогашната традиција и начинот на прославување на домашните и селските слави, на верските празници, Великден и Божик. Сега ги нема тие работи. Сред село немат. Јас како гајдаче кој почна први да свира. Не бев женет, свирев на сред село со гајда. На момичките им свирев, на ергените, ама имаше многу народ имаше. И сака да ви кажа, претежно бе празници што свирев на сред село, Великден, Божик и Танасовден летен. Тие мораше да бидеме на сред село. Милина беше тога, немаше ни камери, тога да се снимаше тоа. Има една слика, ќе ви покажа на сред село, како се во Кошири променати во оние документи не. Во тоа време се сликани. Кешигра на сред село, сите во Кошири. Жалите ли за тоа време? А? Жалите ли за тоа време? Тоа време не се враќа. Досега, секаде каде што го поканили да свири со гајда, никогаш не побарал пари. Хонорарот го препуштал на дарежливоста на оние кои го барале да им свири. Иако поредко и денес се случува да го покана да свири со гајда. Неодамна свирел во хотелот Александар Палас во Скопје. Кој ќе ми викне човек на свирење, најголема ќев го има. Не за парите. Ќев да се издува да свира. Не за пари. Ни дека што се оде со гајда не се има погаѓано за пари. Кој ќе пое на свирење, било некаква весела, целе што ти коша, колку ќе даеш толку. Не се има погаѓано нигде со гајдана. Ако одемне, како тапанџија, на свадби, на едно друго, тоа се погаѓаме на свадби. Со гајдана до денеска не се има погаѓано ќе никого. Колку ќе даеш толку. Било кај да свира, било некаква весела. Блажевски со тага нагласува дека младите на оваа музика и на народните инструменти гледаат со подценување. Жали што од неговите наследници нема кој да чекори по неговите стапки. Абе сите мнучина ги нуда, било со тапан, било со гајда да се научат.
не прифаќат. Младежот сегаше некако, што некако страм да им е како понижење, музичар понижење било. Им вела на внуките, им вела со гајда да ве научат, ќе бидете популарни не во Македонија, во светов, женско гајдаджија. Не прифаќат. Со гајдата настапувал на Балканскиот фестивал, на Илинденски денови во Битола. Редовен учесник е и на фестивалот на народни инструменти и песни Пеци Атанасовски во Долнени. Од гостувањата има голем број награди и пофалници. Блажевски носталгично додава дека на овие фестивали свирачи на народни изворни инструменти од Охридско-Струшкиот регион нема. Па тоа ретки случај да имат и други сем ја. На фестивалот Пеци Атанасовски во Прилеп. Во Долнени тоа се одржуваше, сега го надија во Прилеп се одржуват фестивалов. Таму во Долнени на отворено е, во природа е фестивалов. И нешто ќе се десеше некој пат, се патеше некој облак, дош. Ајде од тука крева инструменти, крева звучење едно, друго, и Прилеп в дом. И сега одлучиле, дур да му и мислиме таму, дали ќе не пати дош едно друго, сега Прилеп се одржуваат фестивалот. На фестивалот Пеци Атанасовски во Прилеп, ја имам освоено прво место соло гајда за свирење. При толку гајдаджи. Колку гајдаджи има? Па имат сигурно 100 гајдаджи може да имат. Од 50 нагоре се надолу не се. Од цела Македонија, не од Македонија си имат. И од странство идат. Од Шкотска имаше една година. Идат и од другиве држави идат. Гајдаджи, музиканти. Ама таму се пеет, се свирит, изворни инструменти, изворни песни. Од настапите и дружбата со гајдата и тапанот има бројни доживувања. Блажевски издвојува една весела анегдота. Едно ми има тоа станато во сеќање, има многу други работи, ама едно има кој века како тапанџија. Кој века како тапанџија и дојде зетот, се рече така нам рече за тапанџија и музика да си викниш. Тебе те канаме за тапанџа, а ти музика ќе си викнеш, ја не викаш музика, ти ќе си бараш музика која ти одговарат. Ме покани кој ден, Вилјан и Вилјан ден, договорено. На музика ве им кажува и ојме таму, да станаме на сред село. Да станаме, му реков јас, кој ќе дојме таму, на сред село ќе не пречека со шишето со ракијата. Во толку сатот, кој се договоривме. Тој беше малку зетовко наивен. И слеговне тука не пречека се напивне. Ајде, со среќа да видите радоста, ова и некој има на табија да си блосоиме. И му вела сега, ајде, рекниме се од овдека до дома. Целија реше не. Зашо ве не му вела? Бареше да рада да чујете селјанијето се жена, аман му вела, му дошмеканиш му вела. За чујат му вела, зашо носи музика.
Покрај тоа што свири на гајда и тапан, Блажевски ги изработува овие два народни инструменти. Како што самоук учел да свири, така и самоук учел да ги прави. При изработката се учел на собствените грешки и искуства. Гајда е малку подолг процес е. Прво треба кожинка да се одери од јагне, па да се штави, па да се исуши, потполно да сува, откој ќе се исуши, да дојде до врзвење овде. Треба да помине најмалку 2-3 недели да поминат. После тоа се земат, се омекнуваат кожинката, се редат рогуљето, се врзват, тие се рогуљи викаме, се врзват. И тоа, па мој да отерат со си кожинката, со си врзвењето, мој да отерат еден месец негде да се припремате на гајда. Комплет. Тие да се направат брчала, сурли, едно друго, рогој. Тапанот, и тој имат голем процес. Треба прво дрво да земиш, орело дрво, труп, да се избичит на пилана, шиците да се помина на дик машина милиметарски, после од тука треба да се куве, да се направат во круг, кој ќе се направи, ова лупчо, кој ќе се направи вако, кој ќе се направи тапнат вако во круг, секој ќе завитат, после се земат, се редат, обрачите се прат, кој ќе се напат обрачите, се редат кожинките. Кожинките, сам ги изработува кожинките. Кора јарина, ќе исуша кожинката, кој ќе се исушит, потполно после пак се реди во вода и се реди на обрачите. За тапанов и за него еден месец мора да имат рок на праење. Кој ќе биде вака све готово, се джимите, после се джимите, се сам правам ја, се джимите правам сам, срмата, тоа срма се вика, тоа е за поубав звук да дава тапанот. Поубав звук дават. И кој ќе биде све готово, ќе дојде човекот, ќе се погодиме, ќе се го земе на рамо, на свадба. Се скапи инструменти, гајдата и тапанот? Не се скапи. Према други инструменти, према хармониката, према кларинетот, према саксофонот не се скапи. Колку чини еден тапан? Реално проговориме, еден тапан кошта 100 евра. Готов ваков. И гајдата толку е. Не се скапи. Али кларинет, саксофон да земиш или хармоника, тие се многу скапоцени се тие. Тоа што изработува гајди и тапани, Блажевски вели дека има и други бројни занаети. Поправам чадори, поправам кондури, поправам точкови, касап сум, што е јаре, јагне во село, јас ги колам. Колам и телина и праси на едно друго, али сака да ви реша, има и други занаети, едино тапанови гајдава, ако прода тапан и гајда, за ним пари ќе зема. А за другиве работи што ги правам хуманитарно, ги помага на луѓето. Ќе му направам чадор, ќе му направам точак, ќе му заколя прасе, теле, едно, друго, кондури ќе му поправам, патики, деца на топки ќе донесат, едно, друго. Тие хуманитарно им помага. Пари не зема за тоа.
Верен придружник во животот и во страста кон музиката повеќе од 5 децении и неговата животна сопатничка љуба. Заедно ги поминуваат деновите од третото доба, а музиката е неизоствен дел од нивниот секојдневен живот. Во дворот на семејната куќа направиле мал етномузеј. Срдечни, добронамерни и комуникативни пречекуваат добронамерници. Бројни гости во нивниот дом се и холандските туристи. Кај нас овдека идат и за изворните носи, и за изворниве инструменти, а и за музејот што има малу направено, има што да видат. Претежно идат туристи од Холандија. Од Холандија идат кои ќе почнат од мај месец негде до септембар, идат нон-стоп. И со поголеми групи идат. Интересират за све. Водичот им кажете оде во ова што е, ова зашто служи това, зашто служи това, како служи. Ќе им кажи што ќе им кажи све едно друго. И најот за и после ќе рече водичот, а јас се променува вака во носија. И водичот ќе рече дај се ли отвори со гајата нешто. И ќе им отвира со гајата колку што е доволно, колку тие што сакат, задоволни, со аплаузи, што имаме ќе частиме нешто, ќе надиме, ќе понудиме. И така, углавно убаво си врвиме, и тие со нас, и ние со нас. Целе со звуците на својата гајда ги забавувал и ги запознавал со македонската изворна музика и традиција и сликарите кои доаѓаат на уметничката ликовна колонија во Белчишта. Во галеријата во цел свет идат уметници идат. Идат таму, јас сум како нивни човек таму. Викат, тие самите видат тисти дел наш од колонијава. Кој ќе дојат ода јас со гајдана им правам задоволство. И пришекува, свириме, пееме едно друго, се веселиме таму. Не само кој ќе причекаме, им свира, него и во текот на работата, ќе појда на вечер, таму ќе направи на разонова, ќе посвириме, ќе попееме. И после пак на затворањето, колонијата, кои ќе си одат, уметници пак да им свира. Углавно, со ним су нон-стоп, со уметниците. Музиката е дел од неговиот живот. Неизмерно ја сака и е задоволен од другарувањето со народните инструменти. До сега многу задоволен сум. И во животот до сега сум задоволен, и од музиката, и од занатот. Од све сум задоволен до сега. До сега ми е убаво све, во фамилија, во музика, во едно друго. Убаво ми е. И мисла, убаво ќе ми е и натаму. Блажески, најпознатиот гајдаџија од Охридско, уверливо вели: животот не можам да го замислам без гајдата. Непоколебливо додава: ќе свирам на неа додека дишам и прстите мрдаат.